Не. Аха, па ова. Аха. Тоа. Се. Ти кога одиш имаш вода во коленото, ја кога гледам имам магла во окото. Класичен пример за тоа како не треба. Јас и ти исти сме на различна адреса. Црвено, жолто, зелено. Сега е лено. Чекај. Ова не е крадена ова. Не, бе, какво краде. Ај пак рефрена, чекај. Жолто, зелено. Сега ми текне како беше. Пресели, оствари ова е песната за трето дете. Пошто муабетот е пресели се кај мене дома Елено и кога се пресели кај мене дома тогаш више идеме на трето дете. Ова е детска песна црвено, жолто, зелено, помини сега Елено, ова е за семафори. Абе не лажи бе. Еј. Сигурен си за ова? Сега ќе ти искинам и ова и све ќе ти запалам овдека и куќата ќе ти ја запалам. Ќе земам, ќе ви искршам све овдека, човече. Абе ќе ти го запалам ова постеро бе. Ти ова све ќе покафеави тука бе. Ќе ви помодрам све. Па не па јас за тоа ли дидов гости на овдека, човече. За да ме брукаш Како да ја пееме? Ме викаш крадени дека ми се песните. Како ја пееме? Па Црвено, како жолто, зелено. Пресели се кај мене сега дома. Пресели се кај мене дома сега Елено. Зелено. Пресели се кај мене дома сега Елено. Така бе, Жане. Црвено, жолто, зелено. Молим те, немој. Пресели се кај мене дома сега Елено. Видиш, ја знаеш, ја се правиш наудрен човече. Свано ќе земам без везе и ова лилјакови фотели. Што изигравате овдека бе? И ова штекер. Па овде може случајно ја да се потпрам човече. Па ќе ме фати струја бе. Па и елено и зелено и све овак. Гледате 1 на 1 сезона 7. Вечерашен гостин Горан Трифуновски Пајак. Ајде. Саш цигар? Не може. Си знаеш зашто те донесовме тука. Ајде, кажи ни повеќе за него. Тој е многу стар. Значи има долга историја во ред. Мислиш дека можам да се сретнам со него некојаш? Не ти се меш. Ако мислиш дека треба, сретни се. А кога би било најдобро време за тоа? Па ако имаш проблеми со настинка, со спиење, ако ти треба некој да те смири, ете, тоа е тој што ти треба. Океј, а во која друга прилика би ми препорачал да го побарам? Па можеш у било кое време. Најболе е да се видиш кој имаш проблеми со варење на храната. Добро, ова се многу вредни информации. Уште две работи сакам. Пошто ќе го препознам и како се вика? Знаеш по што ќе го препознаеш? Има многу добар мирис. Има многу добар вкус. Како се вика? Се вика чај од мајчина душица. Па што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се верува. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. За мојот следен гостин не ми требаат прашања, ова се можеме комотно да фрлиме. Бидејќи со него сме одамна и тоа во истата емисија 1 на 1, човекот е главен гитарист во бендот кој што ме придружува. Тоа е најдобриот бенд според мене. Дали се слагате со мене? Пеперминт? Пеперминт, да, најдобриот, да.
Но тоа е многу повеќе од тоа и баш ми е кеф бидејќи ќе можеме да се седиме тука и да си правиме муавет со Горан Трифуновски Пајак. Или како што му е на YouTube, Пајак Зајак. Така да си знае. Пајак Зајак. Повели Пајаче, сега многу луѓе ќе очекуваат од тебе вакви работи. Барем да се облечеше кондурите. О, леле. Е, Готово. вака ти седи дома исто? Секогаш. Секогаш, да. Значи, сите веројатно знаат, барем што ја следат еден на еден, дека Ана и Горан се дечко и девојка долго време. Да. Веќе и во брак и со деца и со 300 работи. А Пајаче, Повели. не знам дали вака не те кара Ана, ама Не, еве, како ме ка, види, да. те кара сигурно. Да. Не. Валјда, значи, не верувам дека ти дозволува така да седиш, посебно со овие цокули. Не. Видиш ова како се зимски, некој како Види, јас се спремам кај да, например, кај што се паркирам таму на едно место, Добро. стално у вир се паркирам. А, тебе ти е И за тоа. излагам со нив. За да си цапнеш. Пајаче наш, не само што е актер па и дипломиран актер, него има и филмови кои што играат сега. Значи сега игра филмот со Ирена Ристич во главна улога и Камка. И Камка беше во главна улога. Ги играат во иднина, играат сега, а богам има и некои кои што се во постпродукција, се вика Пајаче тоа. Постпродукција. Постпродукција. Ај прво за овој филм, значи 3 дена во септември. Така се вика филмот. Пајакот игра лик кој што умира во првите колку? Во првите 5 или колку има 20 секунди. Не. Не. Па добро, има една минута, можда две. Види, знаеш зашто е тоа така? Затоа што знаеш мистер Спок каква Добро, фаца е. во Стар Трек, добро. Замисли он доволно е да се појави една секунда, човече. Така. И толку. Не треба да се појавува сат и пол да го гледаш, пошто више досадно ќе стане. Знаеш, читав за ова се сериозно, читав за филмот 3 дена во септември дека е еден од филмовите кој што е снимен со мал буџет, а добар филм, бар за македонскиве услови се. Не само за македонските услови, него и за светски услови филмот е многу добар и фала Богу што филмот више нема ни партизани, ни комити, него е класичен, Так. односно не класичен, неконвенционален психолошки трилер. Трилер. Прв пат у И Македонија. дали е вистина, има спекулации дека иако се вика 3 дена во септември, филмот всушност не се снима во септември, снимен е во други месеци. Па, не, 3 дена во септември се вика затоа што вториот дел кој ќе искочи ќе се вика 4 дена во септември. Одлично. А како успеавте да изгледа како да е 3 дена во септември, а да не е септември, да не се снима 3 дена? Види, тоа све, значи поголемите актери во филмот го направи. Целата екипа, значи се трудевме да мислиме на Дека е септември септември. цело време и да имаме и да ни биде ладно и да биде све, знаеш, и да као да врне да се чувствуваме као да е есен, као да е септември и као да се 3 дена. Жути лисја. Жути лисја, све, знаеш, нонстоп дома гледавме онакви, слушавме есен од Вивалди од 4 годишни времења. Децата ги праќавте на прв ден школа, иако не Обавезно. им бил први, бил Секое стоти. снимање, значи секое снимање од Сабајле децата прв ден у школа, ајде станувате прв ден. Па у школа. вода му поливаш, па. Да. Така. И каков късмет има Пајаче 3 дена во септември, а ону прв сад го убиваат. Види, 3 дена у септември, ја од првите 20 секунди од 3 дена ме снемуе. Може да се зезаме за мојата Да. улога и така натаму. Иначе целата екипа што работеше на тој филм, како и господинот режисер Даријан Пеовски, кој што верувам дека за веќе е одма инстант класик што викаат у странство, станува и режира филм и чао пријатно, готово. Брза класика на наш. Така. Пајаче, знаеш тука да се надоврзам сакам. Пајак инаку е еден од ретките ти поправиме, ја не знам друг пример, сериозно, на човек кој што си играл редовно во театар Така. и свесно си го напушташ театарот. Добро, Џамбо го напушти театарот ради други џамбазов причини, нели? Ама ти свесно викаш не ќе да играм во театар. Поправиме ако грешам. Не, види, сега ќе ти кажам. Значи јас уште кога се запишав на Академијата за драмски уметности,
Одма после тоа имав театарски ангажмани, играв представи и така натаму, ама тоа го направив, да не речам, заради тоа што немаше ништо играно, немаше филмови. Сега барем има, еве, еден у 5 години се снима. Така да некако... Па дај Боже за 2-3 години уште еден. Здравје, па после уште еден, 16 години може и 2 филма да испаднат. Охо! Да, јуху. Значи, едноставно, мене ме со сета почит, ова можда и е срамота, ја да го кажувам, ама далеку сме од театарот во Бродвеј, далеку сме од театарот во светот, далеку, ние сме... Абе далеко и Велес, ама Така. некој ако идеш Значи, пешки ќе стигнеш, а? Да не речам и да не опцујам, значи ние уствари овде тука си играме све нешто, си играме театар, си играме филм, Си играме емисија, бе, пајач. си играме емисија. Играме емисија. Така е. Значи, овие дечки тука си играат публика, овие тука Пајаче, сниматели. абе ние држава си играме, не Све па за си театар играме. и емисија. Не, бе, Тоа е. така ли? Така е, така е. Ти играше и во Добалче. Така. Играше, значи сакам да кажам, беше дел од и јаки глумци, значи во тим со јаки глумци, во тим со јаки режисери, меѓу нив и Милчо Манчевски. Така е, така е. Имаш играно. Кој да речеме ти режисер? Добро. Онака, кој ти е нај? Најдобар режисер за мене од Македонија е Стивен Спилберг. Он е стар антички македонец по потекло од Мешеишта. Стивен Спилберг е од Мешеишта, точно. И мајка му и баба ми, они Мара Бунева заедно ја имаат све уедно. Да. Не кеш да кажеш кој ти е омилен режисер. Не возьмам, Милчо е на врвот или Милчо, како не, сите се на врвот. Сите се на Сите врвот? се на врвот. Така е. Сите се на врвот, а врвот е многу висок. Многу висок? Да. Ја реков да не речеш врвот е нисок, па сите се на Таман врвот. работа, не. Блазе си им на сите што се на врвот, блазе си им на сите и што се доле и горе, ама знаеш како? Уште една мудрост, морам да кажам. Ајде уште една Првите мудрост. ќе бидат последни, а последните ќе бидат први. Уште една мудрост од мудар човек. Дали ти се случило пајаче некојаш да речат пајак, него пајак иде пајак и некој да истрча по колата? Не, по колата не, ама по мене трчаат многу. Например, трчаат вика, него пајак, не ми плати за паркинг. Така. Еве, например, сега ќе споделам со вас нешто, баш пред некој ден Ајде. го изгубив, се паркирам на едно озлогласено место у Бисер, една гаража на спратој и го губам ливчето, знаеш. Аха, добро. И се враќам и човекот му викам, друже, пред 5 минути, викам, сега само што искочив до ондека преку улица, викам да си купам не знам што. Лижавче. Ми вика, нема, си го изгубил ливчето, ќе платиш. Абе, човече, му викам секој ден, не, ќе платиш. Ќе платам. Викам, вака, нема врска, добро. И сега се искачам надвор и викам, човече, на луѓето што ме знаат тука, што легално си продаваат амерички филмови, Така. на DVD снимени, имам еден многу добар пријател и го прашувам, викам, пријателе, помогни ми што да правам сега со оваа глупост, мислам. Ја сега да плаќам. Помогни ми да го најдам Што ливчето. го изгубив ливчето? Викам, овој не ме пушта, баш се погоди тој сега нов тука никад не ме видел. Да. И се размисливме заедно и дојдовме до идеја вака. Значи, за сите што ќе го изгубите Совет. листот да знаете. Значи човекот ми вика, слушај ме брат, ја ќе отидам со мојата кола, нема да влезам у паркингот, ќе стигнам до автоматот, ќе извадам ливче, ќе се вратам, ќе ти го давам и ќе го даеш тоа ливче. И викам, Другарски, браво. бе! Другарски? Тоа. Абе, И се враќам, пази, се враќам назад и му викам на човекот, ливчево, еве го, викам, го најдов. И го гледам и викам, не е ова ливче. Како бе, викам, не е ливчето, тоа е. Ај, добро, искочи, не де гледа никој. И одеднаш извади овакво и ме пушти назад. Значи Па, имам песен порака, брат. 1 на 1, подржуваме криминал. Мислам, што е ова? Што е ова, бе, пајаче?
Значи ова не е криминал, Се ова е... зезаме, се ова е- зезаме. Шала. Добре, шала. Ова е мудрост македонска. Шала е Итрина. женско од шал. Така е. Се гледа дека ти си наитрпео потомок, бидејќи ваква работа треба и троштина да имаш за да ти истекни. На насради ноđа сум. На насради ноđа, така. Пошто на средина. Пајак, од кога те викаат пајак? Пајак ме викаат од... Па има едно долго време. Кај си бе? О, директоре, седи. Не. 2 недели те молам за книгата да ми ја донесеш, си ја купив онлайн, 3 пати ми ја донесоа ти дори да стигнеш со неја. А ти цел ден на лаптоп ништо не пенеш, само потом. Како ништо не правам, све направив. Што те? Што демек имаш мрднат од креветот. Немам мрднато. Шо имаш завршено денес работа? Шо не? Платив сметки. Испазарив за цела недела, фрижидерон го наполнив. Си купив нова јакна. За тебе пица нарачав за 2-3 минути ќе стигне. Сизе. А ја низ град сакам цел ден ништо не заврши. Купувај си онлайн и немаш гајле. 100 пати ти јам кажувам, дојди да ти покажам. Здраво, комшија. Брат, како си денеска? Треба се знаеме некаде? Како не се знаеме па ти? Секој ден ти доаѓам тука, нешто ти нарачувам, ти се правиш не ме знаеш и на крај ми доаѓаш со сок. Дечко, нешто грешкаш, бе си утно. Кажи што сакаш. Па, кило праски ми треба денес. На здравје. Еве го бе, еве. Гледаш, секогаш ми го правам. Да знаеш. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидрозин Т, адитивот за зимско бетонирање на Адинг. Бетонирајте на минус 20 степени и продолжете си ја градежната сезона исто како да сте во Русија или Казахстан. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидрозин Т. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате го вашиот матичен мајстор или инженер. Пајак ме викаат затоа што имав еден бенд што се викаше Принцот Пајак и Империја и од тогаш... Ако ти Како се викаше бендот? Бендот се викаше Принцот Пајак и Империја. Добро. И така, од тогаш ме викаат Пајак. А бегаат жени од тебе? Пајак! Не, жени. Те мава некои совестници. Пајак! Како не еднаш знаеш што ми направија? Ми мамна со кеса, за малце ќе ме мамна со кеса со вода, како што прават некои Ама тоа модерни. течишта некои вагабонти. Вагабонди. Вагабундо. Вагабундо. Кога сме кај Вагабундо, како се викаше Горан Каран? Да, нема да збориме за Горан Каран сигурно, но ќе збориме за музика. Пајаче, ти си одамна имаш свој бенд Пеперминт. Колку години е? Преку 15 години е. Пеперминт е од 2000-та година. Најточно. Баш преку 15 Најточно. години, значи. Да ти кажам, ние прво свиревме метал пред да бидеме Пеперминт. Значи, Како се викавте? имавше група една се викаше Крв со прашалник. И знаеш како? И заради тоа што, како што еден А каков метал? Пошто има секакви, да не е плех метал. Не. Свиревме метал со месинг. Така. И зошто престанавте со металот? Затоа што свативме дека уствари тоа е проблемот зашто никој не знае за нас, човече. Така. Па на пример, И на што свртевте? кој сака крв со прашан, ги прашуваш крв сакате? Еве ви крв. Не, сега не ви даваме крв, значи сега ви даваме пеперминт, бомбони, изволите, повелете, да се освежите. Тоа е тоа. Добро е тоа добро, одлично. Имаме интересна, тоа да ја речеме игра. Пајак ќе кажа 3 факти.
од кои што две се лаги, не се ни факти. Ама Fact up. едно е вистина. Едно е вистина. 3 факти од кои што едно е fact up. Така. Така, може. А вие треба да откриете што е вистината, значи. Пајач. Изјава број 1. Еднаш се кладевме другарки у мало и се кладевме во 300 денари, кој ќе испие цело шише табаско сос, оној љутиот. И ти изгуби и испи. И ја го изгубив и испив. Тоа е изјава табаско број 1. сос и... Тоа е изјава број 1. Внимавајте. Добро. Изјава број 2. Изјава број 2. Може да ви Еднаш глуми се. на еден концерт искрено направив една голема глупост. И се Ана вика еднаш. Имав една ефтина гитара, што пошто многу гледав MTV и мислев дека тоа е добро и почнав да ја кршам, али почнав да ја кршам со глава. Тоа личи на тебе, добро, чекај. И гитарата не ја искршив многу, ама тоа другото ми знаеше. Добро, добро. Уште ти знаете. Уште, Слушај до сега. ден денес си го носам. Трета изјава да видиме, значи памтиме така табаско сосот, главата и гитарата. Трета. И трета изјава е која имав 6 години, значи бев прво оделение, не бев ни бев за прво оделение. Аха, добро. Седнав на еден камен и ме боцна нешто уз глобот на ногата. Добро. И прво мислев дека е некоја оса, некој стршлен, не знам што. Добро. Се враќам таму горе, абе ме касна нешто она и тие ми викаат еј, абе змија е човече. Змија. Добро, Си чекај, извадив од памет. чекај. Има чекај да докажем уште малце. Чекај. Ај, добро, Остај ај, се. Остај. Изјава број 1. Пајак губи кладба табаско сос. Кој мисли дека е вистина? Тонка работа. Многу малце мислат. Добро. Изјава број 2. Изјава број 2 беше дека кршел гитара со глава. Кој мисли дека е вистина? Оп. Веќе нешто има. Колку мисля така? Па негде има. Чекај, пола скоро. О, Изјава број 3 70 дека змија го каснала како мал. Славо. Највише мислат дека си кршел гитара со глава. Со лобања дека си скршил лобање, гитара. Да. А која е вистината? Вистината е... Чекај малку, драм рол. Вистината која Пајак ќе ја каже е... Вистината е дека стварно ме касна змија кој имав 6 години. И од тогаш носи вакви чизми. Ај, кажи сега. Што змија беше прво и прво? Прво ме касна поскок, тоа е најотровната змија у Македонија. Троскок, како ние во поскок, атлетика. Да. Не, поскок или камењарка, не знам. Па камењарка ги викаат оние кај МТ. Се зеза. Се шалам. Глупости. Шала е машко, женско, шал. Добро. Значи поскок. Поскок ме касна. Поскок се вика поскок пошто змијата која каса вака напаѓа као кобра вака. Не, сериозно, има рокче тука вака. Стварно, ама не се зафркавам. Вие смеете се. Не е звечарка. Ама малку слушали личиш Джоле на што каже? Звечарка. Со Со З. З, звечарка? Звечарка. Абе добро, Добро. Джоле какви работи кажува, не па тоа. Добро. Има не е битно, има Рокче, рок. добро. Рокче и ме за 2 сати од прилика се умира од змијата. Па ти кога ти го извади отровот, бе, пријател? За 35 минути, 40 минути татко ме возеше не знам колку многу брзо од Шар планина, пошто бев на Шар планина, до Тетово, пошто тоа беше најблиску, за 35 минути стигнав доле. Ми викаат змија е, дефинитивно само нека види некој горе, нека го извади камерата, што змија е. Чекај. Да отиде да се врати да ја види. ние А ќе тоа има дадеме врска нешто? Има. Ради серумот, Така, ради така. антиотров. Вика, ние ќе дадеме за да биде безбедно детето и така натаму. Не е битно да скратам причата, откопале, виделе, поскок била змијата, ја исекле змијата, пошто легендата била да треба да ја исекле змијата, ако ја утепаат, ќе преживее тој што го каснала. И змијата била трудна. Била тру,
трудна. Така. А бидејќи била македонска змија, била трудна со трето дете. Така. Не, јас помислив тогаш, пошто не пушта родители унатре со мало дете како мене, ја мислев готово, не пуштаат родители, викам, ме остаја моите да си умрам у болницава и им кажев на сестрите, викам, добро, ај, не ме зафркаете, кажете ми. Аз се извинам. Добро. Викам, добро, знам дека ќе умрам, само кажете ми кога, мислам. Дај да не се лажеме, не сум, ипак сакам да знам. Ако имам 5 години. Да, ако имам 5 години. Сакам да И знам они кога викаат, ќе умрам, ако имам 5 години. Рекол пајакот. Ама не, ако добро. Не, стварно. И 3 дена бев во болница, примав инфузии на двете раце, под 5-6 инекции од левиот гс 10 у други, 5 у другиот. Гс не е срамота да кажеш, нели? А ти колку Тоа гс се две имаш? букви. Па не реков Левиот, десниот, малку овој. левиот, десниот и горниот и долниот. Горниот и долниот. Значи, После колку време се опорави? 3 дена. 3 дена. И беше окей, Бев фул. окей, ама знаете што разбрав, дека отровот од змијата, он остава последици, што и вие сте, на кој што и вие сте сведоци денес. Така. Пајач, Само морам да кажам ајде, нешто. ајде. Морам да го поздравам бендов, вие многу добро. Многу добар. I agree, my friend, I agree. Одлично. Сега за бендот. Повели. Се живи добро од музика во Македонија, пајаче? Ги знаеш? Многу добро. Ти состојбите и со Пеперминт и со Богами и други бендови. Многу добро си играме дека се живее. Што значи пајаче тоа? Па тоа е, знаеш како кога Не, ти сериозно, викаат- стварно. Не, сериозно. Свириме за да не се разболеме од болеста што се вика ако не свириш ти доаѓа да се обесиш. А слушај, Евровизија пример. Евровизија. Ви рекле искрено луѓе, бе идете ќе растурите. Не, така. Ни рекле, Пошто ни има рекле. секакви нели таму и што се поексцентрични и по а Бога ми има и малку баш и чукнати онака вие гола вода што сте за нив па Ние сме тапа, врска немаме, него гледај. Рамбо Амадеус која не успеа со тоа Евро, да. Човече, тоа беше многу добра песничка. Греот, стварно. Не знам зашо ми текна на таа песна, али таа беше најболја. Мислење сакам, сериозно мислење као музичар за субвенционирани песни што се се актуелни. Сега ќе ти кажам. Зашо субвенционирање музика и песни? Прво морам да ти најглупо ме било тоа, али морам прашање со прашање да ти одговорам. Кај се тие песни, човече? Кој ги слуша тие песни? Кај се? Кој ги слуша? А вајда ги вадат. Да, постојат негде, ама не знам кај се. Стварно не знам, а сакам да ги купам, да Знаете ги ли вие слушам. некоја субвенционирана песна сериозно? Не знаат. не Дали знаат. слушате по дома такви песни? Мене ми текнува на една. Не знам каква е стварно, ама знам дека Тајзи има. Така знаеш и ти, да. Не го знам. Тајзи, да, ми текна. Тајзи. Да. Скипи. Скипи и Тајзи. Брат му на Скипи. Брат му на Скипи. Готово. Така. Не ми, стварно, Не, искрено. значи шала на страна, мислиш дека тоа е без везе работа? Би прифатил некојаш да направиш, еве да ти дое, ајде сакаме популарни сте, направете субвенционирање песна за трето Апсолутно, дете. не, искрено. Пеперминт. Види, да, одма има А ти таман имаш две дечиња и трето, и супер ќе ти дое. Имав идеја за зете мили зете направи трето дете. Например. Чекај. Кажи им кои акорди да ти држат, дај да пробаме. Зашто ме наместивте вака бе народ? Ајде, ќе почнеме, чекај. Жаре, он така ви рече? Ќе почнеме. Идеме. Зете мили зете, направи трето дете. Сега? Зете Мили зете, направи трето дете. Направи трето дете, зете мили зете, направи трето дете, еве ти баш ете. Ете! Пајаче. Скршам кете. Скршам кете. Ја да сум, значи да е до мене, одма би субвенционирал ова, да ти кажам право. Ова е за Види, субвенционирање. искрено, знаеш што е проблемот што не сме се пријавиле на субвенционирани Добро. песни?
Нас не бива за бирократија. Дека треба да пополнуваш, Да. Не знаеме тоа да пополнуваш. Па фирма, па даночен број, па... Не, ништо од тоа. Мене ми е тоа све, шпанско, надреализам, калкатризам. Што е? Калкатризам. Тоа што е? Тоа е поише од надреализам. Имаме ли папки, интересни папки? Земи ти едно. Има ли некој кандидат? Има кандидат. Аплауз за? Даниел. Сете мили зете. А невестата кај е? Не ја имаш донесено? Добро. Поздрав до? Не ја кажуваме. Ова е за Даниел. Врз оваа линија, ама да не гледаме еден од друг. Значи, врз линијата пишуваме една реченица, каква што сакаме, а само може да препоставам ти што ќе пишеш. Ама не, бе. Значи, каква сакаш? Буквално, од цел свет. Што цел свет се, човек? Што сакаш Не, пиши? Значи, само да не гледаме еден од друг, да не видиме. Реченица било каква. Да, подмет, прирок, све да си има. Така една сложена. Слободно, што сакаш. Пиши. Ајде, 3-4. Зашто над линијата, човече? А не може под линијата? Ја напишав, вие сте готови? Сега. Не гледаме кој што пишува, само ќе си се предадеме. Даниел ќе ми го даде неговото кај мене. Ти кај Даниел, јас кај тебе. Дај го тоа. Сега, ја читаме, ама не ја читаме на глас реченицата и сега треба да напишеме цртеж по таа реченица. Да нацртаме? Да го нацртаме истото. Добро. Па маркер, тешко е со маркер, човече. Значи, нацртајте. Да ми молив, јаглен, нешто она. Значи, не знаеш што е, пиши си. Ајде, Даниел, дај го твоето. Ајде, така. Ајде, пајаче, ти до кај си. Готово. Кому, што? Па истото? Дај. Сега. Да видиме што има искочено. Значи. Горе имаме пајак го каснало змија на 6 години, доли имаме патките трчаат по верверот. Па ја мислам пајак нешто. Кој зне? Абе, кај виде патка, бе, Даниел? Ти го напиша? Не, ти го напиша? Одиме понатаму. Значи, понатаму, брала мома капини. Па јас напишав брала мома капини, пајак нацрта не знам што и доле Даниел напиша црвенка па во шумата. Овде сме близко. Знаете што е играта, така? Ја разбираме. Нормално. Сега, колку сум бил далеку. Значи, играта е многу проста. Еден црта реченица, вториот црта цртеж по таа реченица. А третиот добива цртеж, не знае која е реченицата, треба да ја напише. Па погледнете каква глупост се случи сега. Значи, кој напиша ова? Ја. Пајак напиша, зајко купи нокшир. Еве колку можете публика видете што нацрта Даниел, а јас со цел памет пишав волкот седи со турскиот бег. Даниел, од Јангден пакетче имаш тука пуно работи. Мајсторе, фала ти. Аплауз за Даниел, аплауз. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалој, Скопје. Сега доаѓа делот кога се игра даб куглање. Драг господине. Да, значи, ќе видиме ти како ќе поминеш, се уште рано, да видиме. Ќе одредиме после колку ги биш. Не, само гости. Па на крај на сезоната ќе се одреди од гостите кој бил најдобар куглач. Не баре. Ајде, одиме. Добро, што пати? Да куглам, а? Да куглаш. Ништо нема да направам. Од доле, пајаче, одсе. Одиме. Дај му. Добро, уште еднаш ќе му дајм, само уште еднаш. Куглај, бре.
Кугла е, бре. А, добро, дај. Ајде кугла. Иде. Па добро, и нулата е бројка. И нулата е бројка. Овие ти ги оставам тука. Имаш good nature, витамини од витаминка за тебе. Многу интересно беше. Дури ми дава и моркови. И имаше една тегла со едни чудни зеленчуци. Све јадевме таму. Печурки некои. Мислам беа шитаки.